Врзете се, полетуваме, бидејќи во студиото имаме пилот со долгогодишно искуство, а ќе зборуваме за рекордниот број на прелети, односно за рекордниот број на летови во исто време на светското небо, за прелиминарниот извештај за несреќата на Air India од 12 јуни оваа година што одзеде 270 животи, меѓутоа и генерално за авиосообраќајот кој и натаму останува најмасовниот и најбезбеден начин на транспорт. Венко Биковски е со нас. Господин Биковски, добре дојавте во студиото на Телно. Добро ве најдов. Би сакал да ве прашам на почеток во однос на обуката на пилоти за комерцијални летови, меѓутоа и она што е голем проблем за Македонија, особено во овие летни месеци во сезоната на пожари. Ние со години не успеваме да обучиме пилоти за ер тракторите, па ги враќаме пензионираните пилоти повторно да ги управуваат ер тракторите, бидејќи само тие веројатно можат и знаат тоа да го прават. Колку трае обука за пилот на комерцијални авиони, веројатно за обука на ер трактор, бидејќи станува збор за различни цели, различно време траење, меѓутоа и за двете работи станува збор за специјализирани обуки и високостручни луѓе можат тоа да го прават. За да може пилотот да лета на ер трактор или да лета во сообраќај на овие авиони со кои што и вие летате секој ден превезувајќи се од една точка до друга точка, од еден крај до друг крај на светот, потребно е да се заврши школување за професионален пилот или така наречена CPL, комерцијална пилотска дозвола, која трае отприлike 2 години. После тоа е специјализација за ер тракторите која трае можеби месец, два, три, специјални услови на симулатори се лета, а потоа сето тоа се спроведе и во пракса за да може тој пилот. Не би требало повеќе од 3-4 месеца да трае таа обука за да се оспособи пилот кој што ќе може да лета на ер трактор. Меѓутоа, проблемот кој што, еве јас, пошто сум председател на Сдруженијето на професионалните пилоти на Македонија, веќе 2 години пробуваме да дојдеме до тие луѓе, да им укажеме на проблемите кои што таму они ги имаат, меѓутоа не успеваат и не ги решаваат. Не примаат, разговараме, меѓутоа ефекти нула. За која институција зборувате? Зборувам за Агенцијата за цивилна заштита, ДЗС, и веќе бевме неколку пати разговаравме со нив. Сето тоа може многу едноставно да се реши. Меѓутоа, луѓе кои што раководат таму, дали имаат слух, имаат знаење или немаат знаење, едноставно тоа не го спроведуваат. Во неколку овакви наврати кога бев повикан во јавни гласила да го кажам тоа, кажав дека ние имаме кадар. Меѓутоа, едноставно никој тоа не го употребува, не ги вика, не примаат совети, едноставно тераат по своје и затоа сте сега во таква ситуација. Рековте може едноставно да се реши. Како може едноставно да се реши проблемот со недостатокот на пилоти? Па појде од тоа што еве имаме случај еден кај што веќе 2 години се водат судски спорови на пилот кој што завршил, положил, а Агенција за цивилна воздушна, не знам од кои нивни поводи, се уште таа дозвола не му даваат и се водат судски спорови околу тоа. Агенцијата за цивилна воздушна пловење е камен спотицање за многу работи во авиацијата во Македонија. Ако сакате да се школувате за сообраќајен пилот, они се должни и платени се за тоа да го спроведуваат, они се тие кои што ги спроведуваат тие испити теоретски. Меѓутоа, они се уште немаат прашања, немаат систем кој што може тоа да го спроведе. Секој кандидат од Македонија кој што ќе се јави, они го праќаат во некој странски центар. Сето тоа ја зголемува цената на обуката која и така не е мала, кошта за да би станал професионален пилот, би требаат негде сега отприлike 80.000 евра самото школување плюс се тоа на што следи после тоа. Младите луѓе кои сакаат да станат пилоти, треба да се обучуваат надвор во Белград или во Будимпешта најчесто и за тоа им се потребни меѓу 60 и 100.000 евра. За обука која трае отприлike 2 години, како што рековте. Господин Биковски, дали со овие системски проблеми и слабости го запознавте новиот директор на Дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чангелов? Имавте средба со него? Да, уште пред да стане, да биде најменов на таа, ние го побаравме и имаме доста интересни идеи кај што практично викаат со еден куршум 2 зајака, ние со еден куршум 3 зајака имавме. Проблемите кои што се таму, проблеми имаат со пилоти. Моментално за тие авиони во Македонија нема пилоти, не може да најдат. Македонија не ствара, не обучува пилоти. И она што ќе се створи од тука и таму, одма оди надвор. Не останува во Македонија.
Причини, прво, луѓето кои што работат таму се мизерно платени. Мизерно платени. Не е убаво да ги изнесувам цифрите, меѓутоа еден пилот работи за 1000 еври. Тоа е многу сложена, многу одговорна и многу опасна работа. 1000 евра можеш да заработиш секаде со било која работа. Чак и семки да продаваш на улица, овој тие пари можеш да ги земеш. И луѓето од таа причина не одат. Второ, беа примени поголем број на пилоти, меѓутоа некои не завршија. Зашто не завршија? Проблемот е што на секој кандидат можеш да му придеш со неговите проблеми и да најдеш начин за сите тие луѓе кои што не помина. Ја мислам дека може да ги летат тие авиони и може да бидат добри. Меѓутоа проблемот им е прво англискиот јазик. Сите школувања надвор се спроведуваат на англиски јазик. Они имаат проблем со тоа и чим ти не разбираш како ќе знаеш тоа и да го направиш. И што ви рече Ангелов во однос на вашите идеи за 3 зајаци да отепате со еден куршум? Му го дадовме планот. Практично владата на Македонија размислува да набави нов авион за нивните потреби. Ние дадовме идеја каде што може да се набави авион кој што ќе биде повеќе наменски. За тој авион Boeing 737 ние веќе имаме 6 капетана кои што моментално може да дојдат и да управуваат со тој авион. Значи проблем со пилоти немаме. Цената на тој авион е испод онаа цена за оној авион што требаат и планираат да го набават. Тој авион може да се користи за повеќе намени. Прво, може да се прави конфигурација кај што се вградува резервоар кој што носи 15.000 литри вода и има 60 седишта. Што значи за сите потреби на владата, тие летови може да ги обавува тој авион. Ако га е потребно да се гаси пожарно, е одма спремен да може тоа да го направи. Да биде повеќе наменски. И комерцијален и за гасење на пожар. Така е. И тој авион чак може и да прави пари. Како да прави пари? Она меѓувреме кога владата не лета, кога пожари нема, значи поминало летно, можеме тој авион да го изнајмуваме за спортски екипи, за потреби на некој друг, да превезуваме патници за нив. Значи можеме и да вадиме пари и да заработуваме. Затоа што такви авиони и такви услуги се бараат секаде во светот и секој пат можеме да се најдеме и тоа да го направиме. Во меѓувреме ќе не спасуваат вашите пензионирани колеги кои ги враќаат на работа? И тука има многу зачкрилици. Сите тие договори, преговори со нив траат долго време. Ние пробавме и веќе имавме, сега е веќе екс управник на ДЗС, не е веќе таму, Стојанчо е назначен како нов. Повеќе пати го барав Стојанчо да се чуеме, да се видиме и тогаш кој ќе успеав да го добијам на телефон, договорот никој пат не се испоштува, никој пат после тоа не се видовме. Стручни сме, знаеме да посочиме кој може, како може. А ако некој тоа го знае во авиацијата, тоа сме ние. Дали овие пензионирани колеги што сега ги управуваат ертракторите може да обучат помлади колеги за да бидат идни пилоти на ертракторите? Каде може да се случи таа обука? Каде имаме... Обуката се извршува во центри кои што се верификувани за таа работа. Колку што знам, оние нема таа лиценца, меѓутоа може да се здобијат со таа лиценца и може да обучаваат. За да го работат тоа во Македонија мораме да имаме двосет. И слушнав некои планови да се набави еден таков авион, што би било добро. И ако имаме еден таков авион, можеме и ние да обучаваме кадри. А она идеја која што реков за тој Боинг, кој што може да се користи еден куршум, а 3 зајака, имаме веќе се. Имаме технички дел, имаме пилоти и имаме кадар кој што може сето тоа да го поднесе и да се тоа спроведе во дело. Значи сега да почнеме со обуката на новите пилоти, за некое идно лето, за она наредното 2027 веројатно би имале нови подготвени кадри пилоти за ертракторите да управуваат, со оглед на тоа што рековте станува збор за долготрајна обука, 2 години најмалку. Доцниве со години. Пилоти може да се најдат, одма да ви кажам. Меѓутоа проблемот е плаќањето. За тие пари не ќе дојде никој да работи. Таа работа не ја работи. Кој ќе дојде густо, кој што доаѓа сега густо, сега им дале, ги платиле онолку колку што заслужуваат. Меѓутоа, сите овие преговори траја многу долго.
И сега баш пред почетокот на јули месец, кога почнуваат високи температури, тогаш ќе постигне, а сето тоа можеше да се среди многу порано. Се касни. И другите медитерански земји бараат такви пилоти, со оглед на тоа што и тие се соочуваат со шумски пожари во овие летни месеци, така што веројатно и не е толку едноставно. Само ќе ви кажам еден податок, она што го пишуваше во медии. Грчка ова година издвоила 2 милиарди евра за противпожарна заштита. За нови авиони, нови кадрови и сето она што следи. Колку ние издвоивме? Каде одат тие пари кои што се издвајаат? Како се трошат? Добро, кога спомнавте, густо е секаде, густо е и на светското небо. На 24 јуни годинава, значи пред некои 2 седмици, беше во еден ден регистриран најголемиот обем на летови во исто време. Преку 24.000 авиони во еден миг летаа на светското небо и буквално мапата на Flight Radar беше прекриена со авиони, освен 2 црни дупки над Украина и над Блискиот исток, овде каде што се Иран и Израел. Така што дали и натаму останува авиосообраќајот најбезбедниот начин за масовен транспорт? Како тоа изгледа во воздухот, од центар да стигнам овде до вас, ми треба 45 минути. Онака како што е гужва по патиштата, гужва е гори и на небото. Зголемен е обимот на сообраќај. Сето тоа, појдете од тоа самите, како се справувате кога улицата е полупразна и како возите и како се справувате кога еден до друг се туркате и пробувате да стигнете на време таму кај што сте намерили да отидете. Небото е презаситено и тука се ствараат маса проблеми. Само ќе ви наведам неколку примери од времето кога сето тоа уште тука стоеше над македонското небо. Додека работев за Палер, Авиимпекс и МАТ, се соочувавме со бројни проблеми. Прво доаѓаш на аеродром и во она време кој што е предвидено и кој што вие го имате на вашата карта дека треба да полетате, ви даваат нешто што се вика аеродромски слот. Службите на аеродромот не можат да ги пропуштат патниците, да ги испоштуваат сите тие процедури и ви даваат во кое време вие можете да полетате. Сега на тоа време нивно ограничување кој што нема врска со на наше време предвидено за полетање, имате и нешто што се вика Евроконтрол. Воздухот е презаситен и само во тој момент, значи во толку часот ако полетеш, има простор за тебе таму горе за да можеш да стигнеш до својата дестинација. Треба да задоволиш и таа првата препрека да прерипнеш и оваа втората за да стигнеш таму кај што си намерил. Колку тоа создава проблеми, само ќе ви кажам еден пример, пошто времето не е ограничено да не се расплинувам со примери. Додека работев за Ер Србија, имавме лет кај што туристи требаше да ги превеземе на дестинација на остров Грчки, кај што е дозволено да се лета само дење. Времето на полетање беше касно попладне и според прорачунот требаше да слетаме некои 10-15 минути пред да се затвори аеродромот. Пред да се стемни. Така да, меѓутоа стемни, сега тоа е малце не дозволено е кога ќе зајде сонцето половина час, баш така како што и вие рековте, пред да се стемни, ние е дозволено да слетаме. Аеродромските служби заради обем на патници, едноставно пропустот на патниците одеше многу споро. Според оној прорачно, пошто имаме компјутер кај што сето тоа се рачуна, ние веќе касневме 15 минути. Што би значило ако полетам, ја таму не ќе стигнам. И сега каде да одам, морам негде да ги одведам на некое друго место кај што можам да слетам и не ќе стигнат на таа дестинација. Таму настанува втор проблем, како од тоа остров или од тоа место да стигнат до својата дестинација до. Меѓутоа, колку пилотот треба да биде доблесен, умешен во сето тоа, примив полетав со 15 минути закаснување и со својата умешност направив да тоа време го скратиме. Летавме со максимални брзини, кратевме сегде кај што можеме, бевме и љубезни со контролата на летање, така ни дозволува остапки и тоа време го скративме и слетавме тачно тогаш кога тоа беше дозволено да се слета таму на задоволство на нашите патници. BBC во денешен надпис ги анализира во светло на последната несреќа, ја спомнавме на Air India на Ахмедабад на 12 јуни 2025 година,
колку е безбедно таков и насловот индиското небо, и таму наведува низа на пропусти кои им се забележуваат на индиските авиациски власти во смисла зголемен број на технички проблеми, особено кај нискобуџетните компании, критики кон регулаторот дека има недоволен број на инспектори и ограничени ресурси за следење на брзо растечката авиоиндустрија. Таму и авиосообраќајот, недостиг на искусни пилоти и тренинг програми, обвинување дека се занемаруваат некои стандардни оперативни процедури и покрај тоа генералната оценка е дека Индија останува меѓу побезбедните земји во авиацијата. Генерално овие забелешки важат за секаде веројатно. Дури и за Македонија, бидејќи Македонија нема свои авиокомпании, меѓутоа генерално зголемениот обем на авиосообраќајот, брзината, итноста, недостигот на кадар си го прави своето. Веројатно ова може да важи за секаде. Да. Имате прав човек да ви даде одговор на тоа прашање, затоа што јас 2 години работев за Air India. Летав таму за нив, летав и од тој аеродром кај што се деси ова несреќа. Наредните 9 години работев за Oman Air и 80% летови беа усмерени према Индија. Така да ситуацијата како таму изгледа, ова што е кажано и е така. Меѓутоа се уште е тоа во некои граници на безбедност и сето тоа се уште оперира. Нормално е да се прават пропусти, нормално е да известни процедури не се испоштуваат. И овој случај кој што се деси, ова фатална случка е многу комплексна. Вие ме поканивте тогаш да гостам во вашата емисија и да дадам некој мислење за сето она што се случи таму. Јас тогаш не бев во можност да дојдам, а и ви кажав дека би требало малце да се почека, пошто избрзани информации не е згодно да ги даваш. И еве само ќе ви кажам неколку работи кои што вие не ги знаете, а би било добро, кога ќе се деси несреќа, постојат 2 така наречени црни кутии во авионот. Не се црни, они се со боја на оранж да бидат многу полесно препознатливи и да се дојде до нив. ФДР и ЦВР. Да, така е, едната не ќе се слушаме со службени и изрази за да можат нашите гледачи тоа подобро да го разберат. Едната кутија, тоа е осмица кој што го бележи последните 30 минути од разговорот во пилотската кабина со сите оние со кои што они разговарале. Дали тоа контрола на летење, меѓусебна, или со стијардеса или механичар. А другата кутија е сместена таму негде позади да не може во било какво штетување, да остане читава и таму се бележи на метална трака со записи и тоа може да се дешифрира само кај производителот. И таму се бележат најважните параметри за летот, висина, брзина, пропаѓање и така натаму. Ова не е единствен, ова е втор случај за кој што сум слушнал да откажат и двата мотори на полетење. Првиот случај, додека работев уште во Oman Air, се деси во Ријад, да на авион кој што полета, му се гасија и двата мотора. Среќна околност за нив беше тоа што таму се пистите доста долги, полетувал празен, а причината за отказот на двата мотори ден пред тоа има песчано луе. Песокот влегол веројатно во тие важни сегменти на самиот мотор, не само го чистиле со четкичка од надворешното, меѓутоа тоа останало внатре и тоа било причина за двата мотора да се угасат. Имале среќа да се десило само што се одлепиле, моторите откажале и практично паднале на пистата и имале доволно за да може да го запрат авионот. Ова е втор случај да слушам и да знам за овие 50 години колку летам да откажат и двата мотора во фаза на полетење. Само ќе ми дозволите тука, она што го прочитав на BBC, претпоставени механички проблеми се во очекување, како што реков, на предвремениот извештај, оној прелиминарен извештај. Почетните информации укажуваат на можно губење на потисок или електрична хидраулична системска грешка, бидејќи на видеото се забележува активирање на Rem Air турбин, укажува дека авионот го изгубил главниот генератор на струја. Значи останал без струја и веројатно заради тоа не можеле моторите да работат. Што се случило, веројатно ќе каже Boeing, бидејќи е производител Boeing Dreamliner станува збор за таков авион, но факт е дека на Boeing му се случуваа многу инциденти во изминатите години. Поради што паѓаат акциите, поради што има бројни обвинувања, поради што голем број на поранешни вработени излегуваат јавно, па по медиуми даваат вакви или онакви изјави, па потоа се соочуваат со правни санкции.
Не знам, може би нешто се случува со Боинг. Во овој случај нешто е кај производителот, веројатно. Бидејќи најлесно е да се обвинат пилотите. Кога ќе се деси несреќа, нормално се прави анализа. И анализата да она што е причина, што направило да дојде до таа несреќа, да се отклони и за да тоа повторно не се случи. Меѓутоа, во многу случаи, вистината останува тамо негде зад завесата. Ние кога ќе се дигне завесата, го гледаме само на што треба да го видиме, а она што се случува зад завесата тамо и не знаеме, затоа што е спуштена. Зборувам за театарски представи, а нешто слично и во авиацијата. Ке излезат сигурно, они дада она последно што го дознав, си дада рок од 3 месеци да дадат, да озваничат што е тоа заправо што се случило. Она што јас го знам, а тоа е дека они го изгубиле потисокот. Едноставно моторите застанале, не работат. Имаше информации дека седиштето на капетанот било се отклонило, па тој не можел доволно да ја притисне рачката. Ви рековте дека како ќе ви кажем, погрешна информација. Што се случува во вакви случаи? Имате сега две спротивставени страни, а тоа е овој производителот кој што нормално се труди да својот производ го прикаже, дека е се уште безбеден, дека е добар и тие работи, ако нешто не чинело, да ги прикрие. Има луѓе кои што работат или сакаат да работат, па даваат некои информации кои што ги оправдуваат. Од друга страна имате супротна страна, во овој случај Airbus, кој што сака и веројатно работат на тоа да покаже дека Боинг не е тоа, конкуренцијата работи. Во секој случај, како овие системски производствени слабости, а ги има и кај сите компании што произведуваат авиони, не зборувам за одредени брендови, влијаат на вашата доверба како пилот кога седнувате во еден авион да го управувате? А свесни дека претходно некој работник поранешен на Боинг излегол по медиуми и кажувал дека кога се сервисира авионот се ставаат едни делови се запишуваат други, дека неправилно се дупчат местата таму, дека се недоволно болтови има, односно недоволно се зашрафуваат работите како што треба? Пак кажав, вакви работи не смеат во авиацијата да се дешаваат. Производителот не смее да допушти. А зашто сето излегува на видео, треба да се анализира и да се каже дали некој тоа намерно го прави на уштрб на Боинг, затоа што Боинг тоа не смее да го прави, или е некој уфрлен кој што тоа го прави за да тој авион оди доле, а сето тоа го плаќаме ние како патници, како цех и оние кои што го управуваат тој авион. Боинг, јас имам летано се што лета авиација, сем Airbus. Зашто на Airbus можев да отидам да го летам и тој авион не отидов, затоа што таму практично управува вештачката интелигенција. Повеќе компјутеризиране? Да, таму се што ќе направиш и ти мануелно, оди во компјутерот проверува дали тоа што ти го бареш и сакаш да го направиш, дали е сходно во таа ситуација да се направи. Доколку не, он ќе ти го анулира тој. Но генерално сите нови авиони се претерано автоматизирани и уловата на пилотот се помала, веројатно. Да. Премногу автоматизација и сето тоа би требало да биде како некоја помош на пилотот. Меѓутоа, сето тоа ствара еден друг проблем. Луѓето превише веруваат на таа автоматизација. Во оној период во Палер, кога летавме Фокер 100, тоа беше во она време најсовремен авион, со однос на таа автоматизација беше број 1 и обуката ја работевме со пилоти од Франција. И она што мене ме чудеше тогаш, што нивниот шеф, инструкторот, инсистираше да цело време ние ги пратиме тие системи како работат, за некој систем тоа не го одработи погрешно. Кога бев на обука за Embraer, пошто сега се оди преку компјутерот и се она што го добиваш тие на пилотските инструменти е софистицирано, преработено од она што компјутерот ти го дава. На Боинг не е така. На Боинг ги имаш она што е реална, вистинска слика. Во неколку наврати замолив додека работевме на симулатор, да се запре за да се уверам, затоа што немаш време да видам дали е тоа стварно што ми го прикажува. Пошто он ти прикажува една убава слика, меѓутоа ако продолжиш, а ако не е тоа може фатално и да завршиш.
Факт е дека авиосообраќајот зема замав. Рекордите од пред пандемијата во 2019-та се урнати. Масовен туризам, многу се патува. Просек 100.000 летови дневно, односно 70 авиони полетуваат секоја минута. И за среќа стасуваат до крајната дестинација, иако во последно време случуваме се почесто и за несреќи, односно повреди при турбуленции, при оние така наречени clear air турбуленс, неочекувани турбуленции на ведро небо, што вие така ги нарекувате. Ова го спомнувам само кусово во мисла на тоа што останува најголема закана по безбедноста на авиосообраќајот. Дали е тоа човечкиот фактор, грешка на пилотот, копилотот, технички слабости, пропусти, или пак климатски промени, време лошо, неочекувани турбуленции или нешто трето? Се тоа што го рековте или густината на сообраќајот, што ја спомнавте на почеток. Се е фактор. И во оваква ситуација пилотот е преоптеретен. Со маса работи. Прво, кога доаѓаш на аеродром, имаш едно чудо слотови, значи можеш да се прилагодиш, можеш да бидеш спремен. Многу работи да ги одработиш, што не зависат од тебе. Аеродромот не ти ги испорачил, како што напомнав во едно време патниците во авион, и сега ти си веќе во цајтнот, што да правиш. Второ, влегуваат патници кои што се гневни. Зашто се гневни? Затоа што чекаат 2, 3, 4 сата каснење, некој пат чекаат и по 11, 12 сата и повеќе. И неговото прво влегување во авионот е целиот тој без целата таа фрустрација ја истресуваат на екипажот, кои што се најмалку виновни за сето тоа. Тоа се се фактори и нормално, еве веќе спомнавте 50 години сум во авиација и дефиницијата за добар пилот можам да понесам, викат кој е добар пилот. Тоа нешто не направил ниту една грешка. Бидејќи пилотот има право само на една грешка. Во некоја рака да, меѓутоа добар пилот е оној кој што е пензиониран пилот. И треба тие 50 години да стигнеш до пензијата, треба да ги поминеш практично тука 7 сега со вас, да не сум бил добар, веројатно не би седел. Многу храбри, многу смели пилоти, за жал, завршуваат таму кај што не. Сега кога патувате, се чувствувате безбедно кога ве вози некој друг кога управува со авионот? Нормално дека му верувам. Кога сме веќе тука, ако има малце време, ќе ви кажам кои све фактори влијат. Имам уште минута. Уште една минута. Има едно чудо фактори кои што влијаат на безбедноста на летањето. Пред се мора да бидете позитивен вие како патник, посадата да биде позитивна, затоа што позитивноста носи позитивни работи, тоест да стигнеме таму кај што сме тргнале. Сите овие работи, несреќи, ги имам анализирано за овие изминати 50 години и барав што е тоа причина што довело до таа катастрофа. И она што го знам, ние на секој симулатор ги работиме 2 пати годишно, ги вежбаме овие работи, откази на мотори едно друго, и сега она што го работим, јас го работам со овие млади момчиња кои што веќе ве возат или утре ќе ве возат ако летате со Turkish Airlines. И за 24.000 сати, преку 24.000 сати, 50 години, мене никој пат не ми се десило да ми откаже мотор. Сум имал помали или поголеми технички проблеми, временски услови едно чудо лоши, меѓутоа се уште сум тука со вас. Така да бидете позитивни и они ќе бидат кои што ве возат. Позитивна мисла пред се. Така е, и ќе стигнеме таму кај што сме тргнале. Господин Биковски, благодарам за гостувањето, ви посакувам уште многу обучени млади искусни пилоти. Благодарам и на вас и за поканата и да им дадеме нешто на вашите гледачи, она што сигурно ги интересира во овие денови кога планираат да го започнат нивниот годишен одмор. Да. Почитувани, тука е крајот на ова издание на Да си кажеме.